Во текот на летото ќе се знае кој ќе биде кандидат на ВМРО-ДПМН за градоначалник на град Скопје. Ова го очекува министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Во моментов траат внутрипартиските анкети каде се оценуваат повеќе потенцијални имиња, а според него тој што ќе биде најдобар на истите ќе биде иден прв човек на Скопје. Името за град Скопје очекувам да дојде во текот на летото, иако постојат јавно се познати дел од имињата кои што доаѓаат од ВМРО-ДПМН, има и други заинтересирани, така што се анкетираат во моментот и очекувам дека во средината на летото ќе имаме резултати, секако дека имаме мои лични фаворити и фаворити на партијата, но ќе оставам органите и телата на партијата тоа да го соопштат. Очекувам дека анкетите ќе покажат дека некој кој што е партиски член или активист ќе биде најдобар на анкетите и наш прв избор. Во втората половина на мај пак треба да се знаат најголемиот број на кандидатите за другите општини. Андоновски вели дека во партијата се задоволни од мерењата на јавното мислење и очекуваат уште поголема победа во однос на минатите избори. Процесот е во тек, започна уште во почетокот на годината за сондирање на состојбите кои што се во општеството, колку граѓаните се задоволни од сегашните градоначалници, колку сметаат дека можеби некој треба да има промени и кое име најмногу сметаат дека најдобро би ја вршил задачата. Првиот бран на одлуки ќе биде во втората половина на мај за определени општини каде што веќе тоа е кристално јасно. Голем дел од постоечките градоначалници ќе трчаат и за втор пат. Внутрипартиските анкети траат и во опозицијската СДСМ. Првиот човек на партијата Венко Филипче не отврли можна коалиција со Дуитар Авари, ќе разговарал со сите политички партии пошто ќе се знае како ќе се настапело на локалните избори.